Лето 2008. 5 години по затворањето на топилницата. Велес го живее граматичкиот презент, полн со напнатост и исчекување. 5 години откако велешани конечно почнаат да вдишуваат со полни гради. Градот кој по цели 5 години повторно им се израдува на ластовиците, кој се уште живее со енормните концентрации на тешки метали во почвата, со незалечени рани од 30 годишниот еколошки холокауст, повторно е соочен со хамлетовската дилема да се биде или не. Јас ако одлучувам не би размислувал за поново отварање. Затоа што се познати параметрите. На во интерес да не се троши понатака ова што постоело и што се направило, значи како лош потек на владата пред многу години, сметам дека не треба да се дозволи истата грешка. Како лекар, како гинеколог, кој што директно секојдневно е поврзан со доаѓањето на нов живот, нови свет, не можам никако да се помирам со тоа да се рестартира топилницата. Заради тоа што таа топилница направи голема штета не само на граѓаните на Велес, него и на сите граѓани на Македонија. Веќе не се потребни докази, доказите се тука, ги имаме. Оставаме едноставно на домашните институции, не на совеста би рекла, меѓутоа на правдата што ја заслужуваме како граѓани, дека рестартирањето на топилницата во овие услови би била смрт за идните поколенија. Ако нешто слично се случи во наредниот период, верувајте дека тоа ќе биде стварно катастрофа за населението. Нашиот апел до владата на Република Македонија е таа да ги земе ингеренциите во своји раце, да застане зад продажбата на топилница, да ја земе топилница, да ја купи и на тоа место да створи услови за човечки живот. Четворица бизнис мокници одлучија да им стапнат на вратот на 49.996 жители на Велес. Нив, мокниците, ги интересира профитот. Велешани ги интересира својот живот и животот на децата во градот. Јас нема да дозволам ниту да не заплашат, ниту да не подкупат. Тоа значи дека останувам на мојот став и доколку има потреба од тоа, прв ќе застанам во истинска смисла на зборот на барикадите, затоа што сметам дека е ова прашање да се биде или не. Една народна поговорка вели: оној што го отворил едното око, многу бргу ќе ги ококори двете. Во градот е нервозно и напнато. Ние сме речени со сите средства. Ќе излеземе и ќе дадеме се од себе. До последниот ќе изгориме, ќе изгинеме. Ние сме потомци на гемеџиите и ние знаеме тоа како да го направиме. Станува претесно за на исто место, еден покрај друг да екзистираат Велес, Велешани и топилницата. Еден ќе мора да си оди. Преговори нема. Или тие, или ние. Еден мора да си оди.